Манастирот во ведение на Пресвета Богородица Елеуса во село Велјуса, како духовно светилиште на христијаните од 11 век и еден од најстарите манастири во Македонија, представува богата ризница, од која со векови се пласти и расне едно од најзначајните културни богатства на македонците. Монографијата, насловена како прилози за историјата на манастирот Велјуса, расветлува нови сознанија за историјата на манастирот, но и за првите години од неговото основање и буквалниот процут што го доживува веднаш потоа. Во далечната 1080 година еден смирен монах Христов, а подоцна и епископ на Тивириопол, го подигнал овој величествен храм кој што е зад нас во чест на Мајката Божја, на Пресветата Богородица и секако во слава Божја, зашто сведочат двата добро познати надписи на мермерните надвратници внатре во црквата, од кои што јас тука на овој собор би цитирал еден од нив, оној позначајниот, поприсниот, личносниот, кој што отсликува еден однос синовски, онаков однос како што би можел да има еден монах кон Пресвета Богородица. Надписот вели: бидејќи ја положив сета моја надеж во тебе, о мајко непорочна, извор на милоста, јас, пастир, монах Мануил, твој слуга, ти го принесувам тебе, владичице, овој храм. И еве, драги браќи и сестри, после повеќе од 1000 години, ние сме сведоци дека Пресветата Мајка Божја го примила овој дар скромен од рацете на епископ Мануил, и еве после толку време сведочиме дека нејзиното мајчинско застапништво и закрила не прекинува до ден денес и за ова свето место, но и оние што се подвизуваат и живеат овде. За важноста на монографијата говореа академик Ѓорги Попатанасов и професор доктор Сашо Цветковски, дописен член на МАНО. И бидејќи знаеме дека во Иверскиот манастирот Ивер во или Ивирон во Света Гора, нели, кој што овој Велјуса бил меток на тој манастир и дека таму се однесени архивските материјали, архивата на манастирот, која што се зачувани, нели, преписи од хрисоволите, од типикот, од инвентарот. Меѓутоа, ништо не знаеме за судбината на ракописите кои се чувале во библиотеката на манастирот. Тоа се 68 книги, кои што во ова поглавје, третото поглавје, се дава еден вид археографски опис на самите ракописи. Се дава што е тоа Евангелие, форматот, дали е пишуван врз пергамент или врз хартија. Ретко се сочувани автентични повелби, основачки повелби на некој манастир, а ние овдека ги имаме две повелби. Тоа е повелбата првата од 1085 година и втората повелба од 1106 година. Тоа се повелби со кои се потврдува кредиторското право на монахот Мануил. Се потврдуваат сите права што тој веќе со самиот ктиторски чин ги остварува. Но од друга страна и самиот Алекси Комнин, византискиот Вазилевс, чини еден гест на милосрдие кон самиот односно монах Мануил и застанува како покровител, го дава своето царско покровителство на манастирот Велјуса. Па така да и баш и по тоа манастирот Велјуса на тој начин се издвојува од останатите средновековни манастири, бидејќи ние знаеме дека во Македонија имаме неколку манастири кои се поврзани со ктиторството или на некој начин со некои дарувања на византиските Вазилевси, но ни еден манастир го немал личното покровителство на Алексиј Комнин. Издавач на оваа монографија е општина Струмица.
Градоначалникот Костадинов вели дека ова издание е значаен влог во културното богатство и културната меморија на Струмица и Македонија. Посебно сум горд што во ова вредно дело представува влог во исполнувањето на заветот оставен од основачот на манастирот, монахот Мануил, дека треба да се чува манастирот, да се исполнува со трудолюбивост, зашто него го чува милостивата Мајка Божја, со чие будно и спасоносно посредништво би се спасиле отци, браќа и духовни чеда во Господ. Струмица и струмичани се пример како се чува и негува културното наследство. Промоцијата на монографијата беше во дворот на манастирот во ведение на Пресвета Богородица Елеуса во Велјуса.